Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. Следуваат настаните забележани за оваа сабота 2 април. Започнуваме по кратката најава. Во работна посета на Делчево денес беше директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. Целта беше презентирање на мерките за вработување на невработените лица, кои ги нуди владата на Република Македонија. Штипи Македонска Каменица го одбележа меѓународниот ден на лица со аутизам. Со едукативно предавање и пригодна програма, уште една се даде поддршка на лицата со аутизам. Заврши поставувањето на новата канализациона мрежа во Штипската населба Македонка, на која се приклучија над 140 домаќинства. Со ова се надмина проблемот стар 50 години. Денес во работна посета на Делчево беше директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. Целта беше презентирање на мерките за вработување на невработените лица, кои ги нуди владата на Република Македонија. Информирање на граѓаните и запознавање со сработеното во отчетот, особено во делот на работата на Агенцијата за вработување на Република Македонија, беше дел од агендата на директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски, кој денес ја посети општина Делчево. Од поуспешните мерки кои се спроведува во изминатиот период, а кои допринесоа за намалување на бројот на невработените, Поповски го напомна проектот Македонија вработува. Дел се однесува на проектот Македонија вработува, кој што само за една година вработи над 16.000 невработени лица, кои што се од најразлични категории. Воедно тука се оние мерки кои што ги нудиме од делот на обука, до обука, во делот на оспособување за работа во компаниите, а и воедно грантовите и кредитите кои што ги дадовме за самовработување, каде што успешноста се движи над 70%. Воедно субвенциите кои што Агенцијата за вработување ги дава за невработените, при што ги подигнува прво карактеристиките за вработување, а потоа и даваме субвенција во вид на бруто плата, допринесува дополнително се намали невработеност, односно работодавачите, а и невработените бидат мотивирани да прифатат вакви мерки. Ние се надеваме дека со тоа анимирање на младите и дел од веќе иселените би се вратиле во Македонија да основат собствен бизнис. Поповски апелираше до работодавачите и невработените да го запазат рокот за искористување на поволностите од проектот Македонија вработува, чиј рок истекува на 14 април. Инаку проектот Македонија вработува завршува со 14 април. Со тоа што ќе видиме самите резултати од тоа, е еден повик до работодавачите од општина Делчево и од другите општини кои што гравитираат околу Делчево, источниот дел на Република Македонија, дека нашиот проект завршува на 14 април, дека сите подигнати потврди до 14 април ќе бидат земени во обзир, односно ќе може да ги вработат лицата. Така да сите и оние што се заинтересирани за само вработување, се отвора собствена фирма и се така ќе може да ги искористат овие поволности кои што ги нуди владата на Република Македонија. Инаку моментално во двата регистри во Република Македонија се регистрирани околу 114.000 активни баратели на работа и 95.260 лица како пасивни баратели. Во четвртиот квартал невработеноста во Македонија изнесуваше 26%, а за само една година од четвртиот квартал 2014 до четвртиот квартал 2015 бројот на ново вработени лица во Република Македонија е зголемен за 20.000 граѓани. Денес се објавен оглас за 4 мерки за вработување. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов објасни дека станува збор за 3 различни видови обуки, една нова мерка во форма на грант, неповратни финансиски средства за приватните компании и невработените лица, и повика сите невработени лица да аплицираат на огласите кои што се објавени од страна на Агенцијата за вработување на Република Македонија во зависност од нивниот интерес. Станува збор за обука од областа на приватното обезбедување, која што ја реализираме во соработка со Комората за приватно обезбедување, потоа обука од областа на туризамот, која што ја реализираме во соработка со Факултетот за туризам. Исто така обука за возачка дозвола од С и Е категорија. Ова е побарувано занимање на пазарот на труд, се повеќе се бараат лица кои што го поседуваат овој тип на возачка дозвола. И четвртата мерка е мобилност на работна сила. Станува збор за грант од 92.000 денари за компанијата и невработеното лице, со цел да ги поттикнеме оние кои што живеат во рурални населени места над 30 километри од работата, која што им се нуди да ги покријат трошоците за превоз во форма неповратен грант за
покривање на трошоците за превоз во износ од 92.000 денари. За овие мерки имаме обезбедено околу 8 милиони денари. Ќе траат се до пополнување на планираниот број на лица. За трите вида на обуки, сите оние кои што ќе го завршат процесот на обучување ќе добијат признат сертификат во нашата држава, кој што понатаму ќе им помогне многу во процесот на барање на работа, исто така ќе зголеми нивната конкурентност на пазарот на труд. Овие 4 мерки се објавени денес и ги поттикнувам сите невработени лица да ги искористат можностите. Април нашата земја го одбележува како светски ден посветен на информирање и активизам за аутизмот, почнувајќи од 2008 година. За полесно справување со оваа болест потребно е фокусирање на раната диагностика и превенција за поефикасно справување со аутизмот. Исто така потребно е отворање на повеќе дневни центри низ Македонија за децата со аутизам и оформување регистар на лица со ова нарушување во земјава. На истокот нема конкретна бројка на лица со аутизам. Во општина Штип има околу 100 лица кои се евидентирани, но бројот е далеку поголем. Меѓународниот ден за поддршка на лица со аутизам беше одбележан во општина Штип и Македонска Каменица. Решавање на проблемите со кои се соочуваат лицата со аутизам и лицата со посебни потреби е целта на Сдруженијето Сплотени срца од Штип. Со одбележување на Меѓународниот ден на лица со аутизам се испраќа јасна порака дека вакви деца се раѓаат и дека треба да им се овозможи нормално функционирање во секојдневниот живот. Многу прашања не се решени законски. Значи не е решено терапијата кај овие деца. Значи претежно е под приватно родителите плаќаат. Значи нема доволен кадар, доволно обучен кадар. Значи мора во повеќе сфери. Меѓутоа нашето здружение и другите здруженија решивме да се бориме со тоа. Проблемот е повеќе своен. Значи тргнуваме од нас родителите, прво да ги освестиме родителите и да ги освестиме дека само законски институционално може да се реши било кој проблем. Во одбележување на Меѓународниот ден за активизам и поддршка на лицата со аутизам се вклучи општина Македонска Каменица, која организираше предавање на тема аутизам. Целта е да се одбележи светскиот ден на аутизам 2 април, да се информираат граѓаните за состојбата на лицата со аутизам, како и да се разбијат сите предрасуди кои што средината ги има за овие лица. Сдруженијето Цивитес и оваа година традиционално се вклучи во одбележување на светскиот ден на лица со аутизам. Сдруженијето Цивитес и оваа година е во поддршка на вакви настани. Впрочем, таа ги поддржува и сите настани кои што се од ваков карактер. Ние ја продолжуваме и традицијата од лани, каде што закачувавме панделки со цел подигање на јавната свест на граѓаните токму за овие категории лица. Нашата земја од 2010 година се вклучи во одбележување на светскиот ден на лица со аутизам. 2 април се одбележува како светски ден посветен на информирање и активизам, почнувајќи од 2008 година и е воведен со одлука на Генералното собрание на Обединетите нации. Заврши поставувањето на новата канализациона мрежа во штипската населба Македонка, на која се приклучија над 140 домакинства. Со ова се надмина проблемот стар 50 години. Јавното претпријатие ИСАР и понатаму ќе продолжи да работи на обнова и поставување на нова водоводна и канализациона мрежа во сите населби каде има потреба. Заврши поставувањето на новата канализациона мрежа во штипската населба Македонка во должина од 1 километар. Со ова јавното претпријатие ИСАР го реши проблемот на 140 домаќинства од оваа населба постар од 50 години. Целата инвестиција е во вредност од 400.000 евра. Со ова, граѓаните веќе нема да имаат никакви проблеми со канализацијата, а и доколку настанат било какви проблеми, ние од денес официјално го презимаме целиот канализационен систем и ќе се грижиме за негово отпушување, одржување, а со самото тоа граѓаните ќе имаат обврска да подмируваат одредени долгови кон јавното претпријатие ИСАР. Апел до граѓаните да ја одржуваат канализационата линија, значи да не фрлаат разноразни работи во самата канализација како би се запушила и ние иако новата канализациона линија е изведена така да нема никакви проблеми. Градежните активности околу поставувањето и изведувањето на приклучоците јавното претпријатие ги заврши за 15 на дена. Поставени се цевки со различна големина во зависност од бројот на приклучоци. На приклучите ние ставаме FI 200 и FI 300. Зависи од зградата. Ако има, например, повише
зградата да живеят, например, 6 фамилии, ставаме 300. Ако са 4, 200. Значи по-големи ставаме, за да иде. Жителите задоволни што конечно добија нова канализациона мрежа со која се надмина проблемот со непријатната миризба, која се ширеше во населбата. Вака сме задоволни. Канализации, цевки се наставаа, мајсторите без проблем си работеа. Да, редно беше 50 години, 60 немаме канализација, сега имаме. Се сме задоволни. Јавното предпријатие Исари понатаму ќе работи на обнова на водоводната и канализациона мрежа во сите населби, каде има стари и дотраени мрежи. Се реконструираше зградата на местната заедница во село Владимирово Беровско. Зградата има историско значење за селото и за општината, изградена во почетокот на 20 век. Вака руинирана и со застарен лик изгледаше до пред неколку месеци зградата на местната заедница во село Владимирово. Сега благодарение на грижата на градоначалникот и локалната самоуправа на Берово за објектите кои се во функција на граѓаните и од историско значење за општината, зградата на местната заедница во село Владимирово целосно е реконструирана, но задржувајќи го својот автентичен изглед. Реализацијата на проектот опфаќаше промена на кровната конструкција, обнова на фасадата која ги задржа препознатливите фасадни орнаменти, како и промена на старата дотраена дрвена столарија со поставување на нова алуминиумска столарија. Тоа е објект кој е во собственост на општина Берово, објект кој беше во фаза на распаѓање и јас мислам дека должност моја е како градоначалник да водам грижа за објектите кои некогаш се градени за потребите на граѓаните, а што е по-конкретно во овој случај, тука се уште објектот функционира, тоа е сместена е местната заедница, поточно од Министерството за правда се сместени канцелариите на матичните служби. Со реконструкцијата на овој објект, градоначалникот ја потврди својата заложба за заштита на објектите од општинска собственост. Такви објекти имаме и по другите местни заедници реновирано. Тоа се направени санитарни чворови во салата и местната заедница во село Будинарци. Целосно е сменета кровната конструкција во салата и местната заедница во село Ратево. Преку овој проект се постигнува уште една цел – заштитен е објект кој се вбројува во културно-историските споменици во општина Берово, кој е изграден во почетокот на 20 век. Течат огласите за отворање на ординации по општа медицина во селата Крупиште, Карбинско и Долни Стубол во општина Пробиштип. Државата ќе субвенционира работата на руралните амбуланти. Проектот Рурален доктор продолжува да се реализира и понатаму. Министерството за здравство објави оглас за изразување интерес за отворање на нови ординации по општа медицина во руралните подрачја. Во источниот регион, огласот предвидува рурални ординации во селата Крупиште, општина Карбинци и село Долни Стубол, општина Пробиштип. Огласите за двете амбуланти се во тек и завршуваат идната недела. Заинтересираните лекари може да аплицираат во Министерството за здравство, но и во здравствениот дом во Штип и Пробиштип. Работата на избраните лекари по овој оглас ќе биде субвенционирана од Министерството за здравство. Докторите во овие амбуланти значи ќе имаат поволности, тоа значи дека имаат фиксирана сума која што ќе почне од 1 јули, фиксиран надомест за пациенти кој што ќе изнесува од 60 до максимум до 90.000 денари. Во период од 2 години се до добивањето на доволен број на пациенти со кои што ќе можат да опстанат сами. Пред повеќе од 2 години квалитетот на примарната здравствена заштита на жителите во руралните средини се подигна со проектот Рурален доктор, со кој жителите добиваат лекарски услуги еднаш неделно, но во дел од селата има потреба од постојана лекарска пракса. Постојните лекарски амбуланти во општина Штип и Карбинци се во солидна состојба, а лекарот кој ќе работи таму ќе има обврска да обезбеди лекарски тим и задолжителна медицинска терапија за ординација од општа пракса. Амбулантата е солидна, ја има неопходната опрема. Од страна на лекарот треба да се обезбеди само она што е задолжителната терапија која што мора да има. Инаку не само амбулантата во Крупиште, кај нас значи сите амбуланти кои што ги имаме вкупно 7 пункта се комплетно опремени.
Досегашните обиди за отворање на рурални лекарски ординации завршија неуспешно заради малиот број пациенти во овие средини. Актуелниот оглас на Министерството за здравство нуди дополнителни субвенции за да се стимулираат пред се младите и невработените лекари. Во Агенцијата за вработување во Штип евидентирани се 12 доктори по медицина, а во Пробишти без работа се 2 лекари. Министерството за здравство во соработка со Агенцијата за лекови и медицински средства донесе правилник во кој се предвидува надоместување на дел од трошоците на подвижните аптеки, со што се очекува да се зголеми конкуренцијата и интересот и на тој начин да се покрие целата територија на Република Македонија со подвижни аптеки. Проектот Подвижни аптеки е континуирано фокусиран на помалите населени места до 1000 жители, кои се приморани да патуваат и по неколку часа до најблискиот град за да ја подигнат потребната терапија од аптека. Министерот за здравство Никола Тодоров појасни дека станува збор за 17 лиценци за вкупно 45 општини со над 1000 населени места, а вкупниот број на жители кои се покриваат со овие 17 лиценци е 186.000 жители. Идејата е да се распише повик преку кој ќе се доделат лиценци со подвижни аптеки за да бидат покриени дополнителни 186.000 жители во Република Македонија, односно сите оние кои живеат во населени места под 1000 жители каде нема аптека. Правилникот предвидовме дека до 40 населени места, која се покрива страна на подвижната аптека, ќе имаме дополнителна субвенција од 10.000 денари месечно. До 60 населени места 12.000, 80 населени места 14.000, над 80 16.000 денари месечно. Лековите се доставуваат со специјализирани возила, така наречени подвижни аптеки, кои што се соодветно опремени со опрема која е потребна согласно добрата дистрибутивна пракса со цел да се гарантира во исто време и сигурноста и квалитетот и безбедноста на тие лекови до моментот додека стигнат до самите пациенти. Кога сме под постојан стрес, тој негативно влијае на нашиот ум и тело и може да доведе до нарушување на нашето здравје. Но колку е штетен внатрешниот, моменталниот стрес, кој на прв поглед не го чувствуваме? Ке дознаеме повеќе во прилогот што следи од доктор Методи Чепреганов. Стресот е секојдневие, кој не можеме да го одбегнеме во овој брз, динамичен и модерен живот. Стресот е стега и напад врз нашиот организам од било што, кој може да биде од физичка појава, а најчесто од психолошка појава, вели доктор Методи Чепреганов, невропсихијатар. Стресот е хормонска револуција. Тој ги дистрибуира, ги пореметува хормоните и тие во еден покачен ниво пред се кортизолот, односно адреналинот, го прават тоа што го прават. Ни чука срцето, тешко дишиме, не гледаме, се тресиме, се плашиме, не спиеме и така натаму, да има маса вегетативни симптоми кои го пратат стресогениот фактор. Но колку е штетен внатрешниот, моментален стрес кој на прв поглед не го чувствуваме? Изворедно многу опасен, бидејќи не боли, не бара вода, не бара апче, не бара ништо, може ако сте многу вознемирени, меѓутоа трагедијата е во пролонгираната стресогена состојба, бидејќи таја ги раѓа така наречените психосоматски болести. Тоа е најголемата опасност на цивилизираниот свет. Инаку доста влијание има и загадувањето на водата и воздухот, како и руинирањето на почвата, односно генетски модифицираните производи. Јадите едни јагоди сега, кои се волкави големи. Што мислите, може ли природата да даде толку голема јагода? Не случајно. Таа е генетски модифицирана. И шестиот проблем за кој јас сакам да изборам е екологија на духот. Тоа се интерперсоналните односи. Кога сме под постојан стрес, тој негативно влијае на нашиот ум и тело и може да доведе до нарушување на нашето здравје и до појава на многу различни психолошки и органски заболувања. Затоа почесто да се смееме, релаксираме и да уживаме во животот. Четврта вечер на македонскиот афоризам во Кочани се одржа во салата на мултикултурниот центар. Во организација на Сдруженијето на граѓани афористичка репрезентација на Македонија, граѓаните на Кочани ги насмеа творци на афоризми од повеќе градови од државата. Беше прогласена и книга на годината Балканска трансферзала. На вечерта беа доделени 5 награди, од кои 2 специјални награди и 3 места за победници на конкурсот што беше распишан на тема МКПедија или Македонска Википедија. Првото место го освои афористичарот Миле Ѓоргиевски од Делчево,
второто Васил Толевски од Скопје и третото Маријан Ангеловски од Скопје. Книга на годината е прогласена Балканска трансверзала, во која се застапени 5 од најдобрите балкански афористичари. Ова е второ, дополнително издание и отприлика ова година повеќе ќе одиме на антологии. Тука ќе видат прв пат во светот се издава илустрирана антологија на еротски афоризми Будење на петелот. Во еротскиот афоризам се излезено на виделина, така да нема што да се сокриет. Еве еден стар афоризам кој се од домачи, микс меѓу еротика и политика. Не сум ни за антички македонци, ни за стари словени, јас сум за нешто помладо. Специјалните награди отидоа во рацете на афористичарите Ристо Филчевски од Струмица и Јане Атанасов од Кочани, кој воедно е и организатор на манифестацијата. Рече дека освен ваквите манифестации се обидуваат да организираат и други настани поврзани со афоризмот. Имавме школски час по афоризам. Во едно училиште во Кочани одржавме час по афоризам. Тоа е еден од начините да ги поттикнеме младите луѓе да создаваат. За сега не можеме да се пофалиме дека имаме многу интерес, меѓутоа се надевам дека во догледно време ќе излезе од нашиот терен овде и некој нов афористич. За прв пат оваа година им беа доделени благодарници на личности кои во текот на изминатата година придонеле за афирмација на македонскиот афоризам и сатира. Вечерта на македонскиот афоризам продолжи со читање на афоризми, на кои граѓаните не го штедеа аплаузот и се смееја до солзи. Инаку, Сдруженијето на граѓани афористичка репрезентација на Македонија по втор пат е организатор на оваа манифестација. Претходно беше општина Кочани. Турција е главниот снабдувач со оружје и воена опрема на групата Исламска држава и тоа го прави преку невладини организации, изјави рускиот представник во Обединетите нации Виталий Чуркин. Турската разузнавачка служба ги контролира испораките на оружје, се наведува во писмото на Чуркин до Советот за безбедност на Обединетите нации, додавајќи дека Москва му предала на Советот информации за нелегална трговија со оружје и снабдување на Исламската држава во Сирија. Транспортот најчесто се врши со возила, вклучувајќи конвои со хуманитарна помош. Терористичките групи во Сирија минатата година добиле експлозивни материи преку Турција во вредност од 1,9 милиони долари. Самитот за нуклеарна безбедност, што вчера и завчера се одржа во Вашингтон, ќе биде последен. Учесниците на средбата, представници на околу 50 на земји и меѓународни организации, го потврдија својот ангажман кон генералните цели на нуклеарното разоружување, нуклеарното неширење и употребата на атомската енергија во мировни цели. Државите, чии лидери присуствуваа на самитот, усвоија и план за активности, што меѓутоа ќе се исполнуваат врз доброволна основа во согласност со националните закони и меѓународните ангажмани. Претходните меѓународни самити за нуклеарна безбедност, организирани на иницијатива на Соединетите Американски држави, беа во 2010, 2012 и 2014 година. Кина вчера воведе антидампинг на доместок за челикот од Европската унија, Јапонија и Јужна Кореја. Кинеското министерство за трговија наведе дека за увозниот челик ќе се плаќа царина од 14,5 до 46%, бидејќи кинеските производители претрпеле значителна штета поради несоодветно ниските цени на странскиот челик. Другите земји ги обвинуваат кинеските преработувачи на челик дека ги продаваат своите производи по пониски цени со цел да се ослободат од големите залихи. Некои од компаниите кои произведуваат челик во Велика Британија наведоа дека ќе извршат реконструирање во работењето, бидејќи се во загуба од неколку милиони фунти поради ефтиниот увоз од Кина. Возбудлив ракометен натпревар во младинска женска конкуренција се одигра денес во салата Мето Димитевски Брицов во Делчево. Делчевчанки го пречекаа тимот на ракометниот клуб Ѓорче Петров, кој што се покажа како доста искусен тим и заслужено славеше во Делчево со резултат 26-20. Иако имаше периоди во играта кога домакинките беа подобри од противникот од Скопје, сепак бодовите заминуваат во Скопје. Денес во Делчево требаше да се одигра и натпревар од кадетската машка лига, но гостите од Скопје не допатуваа, па така натпреварот со ракометниот клуб Илинден од Скопје во машка кадетска конкуренција е одложен за во наредниот период.
Македонскиот шампион Вардар утре ќе се бори по трети пат да го освои трофејот во СЕХА лигата. Противник е актуелниот првак во регионалното надпреварување Веспрем, а мечот е со почеток во 19 часот. Наша цел беше да играме во финалето и тоа го исполнивме. Цела сезона се боревме за да се најдеме во ситуација да играме за титулата. Кога веќе ја исполнивме првата цел, сега ќе се бориме и да го освоиме трофејот. Жал ми е што Веспрем вчера против Мешков Брест играше под очекувањата и токму поради тоа мораме да бидеме многу внимателни, бидејќи тоа е екипа која не може два пати поред да биде под своето ниво. Сигурен сум дека ќе имаме многу тешка задача да победиме, бидејќи Веспрем е одличен тим и е меѓу трите најдобри во Европа. Веспрем е состав што секогаш оди на победа и освојување на трофеи и затоа утре очекувам многу тежок меч, изјави Арпад Штребик. Ова беа предвидените содржини за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви посакувам пријатна вечер со програмата која следи.